председателя. Почитувани колеги, најпрво да го истакнам ставот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Имено ние даваме поддршка на ова интерпелација и ќе гласаме за интерпелацијата на колешката Илире Даути. И сега ќе преминам на објаснувањето врз основа на самата интерпелација, зашто ќе дозволите еден краток коментар. Имено предлагачот, кога ја предлагаше, односно образложуваше интерпелацијата, но малку се задржа на формално-правниот аспект и она што е назначено во самата интерпелација. Па од работата на Илире Даути отидовме до Маркс и Енгелс, до капитализам и така натаму, но може би, не знам, се инспирирал од марксистичкото минато на лидерот на Европскиот фронт или не знам како и да е, но тоа го оставам на нив. Да преминам на главното и на поентите. Значи, морам да дадам коментар по однос на излегувањето на Социјалдемократскиот сојуз и овој парадокс што се случи денеска. Имено, видете, вчера се оградија од досегашниот партнер во владата, СДСМ се оградува од ДУИ и вели дека тие се најкорумпираната политичка партија во Македонија, а денеска излегуваат и не сакаат да учествуваат во работата на собранието и не сакаат да дадат поддршка за интерпелацијата на Илире Даути, а истовремено пак, замислете сега кој е тој парадокс, законот заради кој што Илире Даути заслужено добива интерпелација е поднесен од нив, сега, откако 7 години беа на власт и не поднесоа закон. Не поднесоа закон. Само што паднаа од власт, поднесоа вакво законско решение. На секој граѓанин во Република Македонија ќе му стане јасно зошто е тоа така. Но ајде да одиме поред. Во самото образложение во интерпелацијата се вели дека Илире Даути сосема неделовнички, противуставно, своеволно, тенденциозно, па јас би рекла и проблематично, го кочи работењето на оваа комисија. Јас со тоа се согласувам и ние како пратеничка група, бидејќи сум член на Комисијата за труд и социјална политика, демографија и млади. И Илире не е прв мандат за да не знае, ова е впрочем и нов деловник кој што сите заедно го донесовме, морам да подсетам, па дури ако не сме го допрочитале, не сме го досватиле новиот деловник, имаме тука служби, може да се консултираме со нив и сите ќе ви кажат дека вие не можете како председателка на комисијата екстензивно да ги толкувате деловникот, уставот и законите, туку вие имате улога на менаџер во самата комисија и немате право, вие сте прва меѓу еднаквите во таа комисија и немате никакво право да прво да прекинувате, односно да не давате да зборува пратеник, да не дозволувате да се стави на дневен ред точка, тоа е преседан, но вие доаѓате од една коалиција на партии со преседани, можам да кажам, и предпоставувам дека по таа линија одите, како партија на преседани. Да, понатаму, доколку сакате, тој и можам и да ви го објаснам. Грубо го прекршувате деловникот. Под точка 2. Несвикување седница по барање на најмалку 1/3 од членовите на комисијата. Штом добиете едно такво барање, ова сега станува збор за вас, но станува збор и за секој председател. Се знае дека вие мора да свикате седница. Што ќе се случува? На самата таа седница е работа на сите останати пратеници
И како, впрочем, вие, како председателка, ќе ја менаџирате настанатата состојба и во вашите капацитети да ја менаџирате состојбата, но вие мора да ја свикате седницата. Ова не е, како да ви кажам, штабот во мала речица, па сега вие ќе одлучувате своеволно, тврдоглаво, тенденциозно да ќе ја свикам или не. Не, мора да ја свикате. Мора да ја свикате седницата. Дали ќе имате неколку точки на дневен ред или само една точка, тоа останува на сите пратеници кои што се присутни, впрочем, на самата комисија. Нема да се согласам со вашите тези кои што ги искажувате, затоа што ние како ВМРО-ДПМНЕ сме ве поддржале кога сме ве гласале кога сте биле предложена за председателка на Комисијата за труд и социјална политика и граѓаните на 8 мај се изјаснија токму за оваа програма, а во вашата комисија, впрочем, ќе треба да има законски решенија кои што ќе го подобрат животот на сите граѓани во Република Македонија, на младите, за демографијата која што, иако никој не ја спомнува, впрочем е најголемиот проблем во државата, иселувањето, немањето на жители во Република Македонија е најголемиот проблем, а не она што вие замислено сте во главите си го се уште ставате дека некој работи против вас или не знам што, или не знам како. Не, колешке Илире, заслужено си ја добивте оваа интерпелација и да сум на ваше место би се замислила зошто колегите вака реагираат и треба да имате малку повеќе демократски капацитети во вас за да можете да соработувате и да оставите отворена врата со сите, за да може да тече работата во собранието. Како и да е, морам да ви кажам дека сосема заслужено си ја добивте ова интерпелација и имајќи во предвид значењето на собранието како институција сама по себе, не е допуштено вакво противправно делување, особено на председател на работно тело. Така да сметам дека можеби, ќе видиме, можеби ова ќе биде една научена лекција за вас. И за крај, сосема за крај, можам да кажам дека, знаете како, времето ги прегази сите ваши чизми по тавани, сите мечови и тешки зборови, младите ни се иселија, не се брани вака криминалот, време е за правда. Благодарам.